Во малопродажба запазен е комплетно принципот на работа по малопродажни цени со комплетно автоматски нивно генерирање и калкулирање во сите потребни документи. Например, при излезен документ, при секој излезен документ, повратница или излезна фактура, дневен пазар, касов извештај, се предлага автоматски продажната цена, како и предлог продажна цена при секој приемен документ. Доколку се приеме робата по различна продажна цена, тогаш автоматски се врши нивелација на потребната количина, доколку се применува принципот на количинска евиденција, што не е секогаш присутен во случај на комплетно сметководствено работење. Но во случај на реално работење, комплетно се води евиденција и автоматизам на калкулирање на сите продажни цени и присутни количини при секој вид на документ. Например, во малопродажба, ќе наведеме дека секој документ може да има информација за набавна цена, финансов налог и терг за книжење како организациона единица, дестинација доколку производите се за во некој друг магазин или продавница, датум и валута на документот, комитент, број на документ, опционо шифра на трошок и тип на документ. Документот може да биде влезна, фактура влезна, прием по фактура, повратница или производен документ, прием по испратница, нивелација, излезна фактура, парагон или сметка или дневен пазар или контролен попис, како и нарачка, изработка на нарачка. Во секој документ имаме информации за шифра и назив на производот, тарифна група и едноставен влез, само на основни податоци. Тоа се шифра на производот, количина и набавна цена или продажна цена доколку се работи за излезен документ. Продажната цена се генерира автоматски, на корисникот останува само да ја прифати или промени. Во случај на приемен документ, тоа рефлектира и автоматско генерирање и на нивелација. Покрај количина, набавна цена, продажна цена, имаме продажна цена во приемна продавница доколку се работи за преносен документ и принцип дали документот е со вкалкулиран или без вкалкулиран ДДВ. Тука имаме на располагање имотни печатење на приемен лист, книговодствена калкулација, испратница, работа со серијски броеви и консигнација и така натаму. Исто така, во малопродажба запазено и комерцијалното работење со евиденција на наплати, книга на документи, спецификација по комитенти, промет по производи, од кој тип на документ, бренд, добавувач, анализа по издадени производи, по денови и сегменти, по периоди, анализа по групи на производи, добавувачи, брендови и со услови за 5 нивоа групираност, различен период, извештај со ДДВ и без ДДВ, рабат и така натаму. Истото важи и за книга на документи, тип на документ, влезни или излезни, валута, датум, наплатени, ненаплатени или сите, период, комитент и други некои критериуми. Книга на документи исто така рефлектира и една зависност и со книгата со спецификацијата по комитенти, фактури влезни, излезни или сите за одреден период, датум и добиваме книга на комитенти за секој комитент, колку имаме износ за наплата, наплатен остаток, сумарни прегледи, повеќе начини на печатење и сортирање и така натаму. Од останатите опции имаме други документи, изработка на профактури, понуди, материјална картица за производ со сите потребни податоци на број на документ, влезена и излезена количина, набавна цена, продажна цена, просечна продажна цена, претходна цена во случај на нивелација, финансиски влез, излез, комитент, маржа, е конкретен пример, со пресметка на ДДВ на маржа, данок, процент, потекло за консигнација и други податоци. Исто така имаме и проширена подетална лагер листа, како и брза лагер листа со количини и продажни цени. Проширената лагер листа, аналогно на материјалното работење, за одредени критериуми ни дава присутна количина, влезена и излезена, продажна цена и износ, набавна цена и износ, просечна набавна цена без ДДВ, финансиски по набавни цени, влез, излез и состојба, како и сумарни прегледи на долниот дел. Повеќе видови на печатења, пописни листи и други потребни документи во тековното работење.
Исто така имаме пребарување по серијски броеви, лагер листа за сите продавници, по продавници, лагер листа од консигнација, моментална листа за ресторани на репроматеријали, значи потрошни материјали, опција за упросечување и дел за работење со фискални сметки. Делот на Хилекс наменет за работа со фискални сметки за сите видови продавници, маркети и ресторани, како и кафе барови, се одликува со исклучителна сигурност во податоците благодарение на посебното специјализирано сетирање на привилегии на пристап и право на секој корисник кој се најавува во системот, без разлика дали се работи за продавач, за келнер, за менаџер, книговодител или било која друга функција. Исто така, не постои можност за бришење, манипулирање на минати документи, односно сметки кои се веќе затворени, наплатени, без разлика дали се работи за веднаш или одложено плаќање. Овој дел за работа со фискални сметки се одликува со едноставна, брза работа, но истовремено и моќ на извештај и прегледност во работењето. Влезот во овој подпрограм се одвива, се наоѓа преку малопродажба каса и овде се сместени на дофат сите основни операции за нова сметка, сторна сметка и преглед на промет по сметки, парагони, производи или најава и одјава на вработен. Постојат повеќе режими на работа со касовиот дел, каде што после секоја сметка автоматски се врши одјава на вработениот, со тоа што при секоја нова сметка или нова маса за ресторанско работење се врши најава на новиот вработен, на оној што ја креира истата. Значи, ќе погледнеме сега како се креира нова сметка. Со плюс на тастатурата, крајниот десен дел на тастатурата, активираме сметка и веднаш имаме шифрарник на производи, кој исто така можеме да го добиеме и со првите неколку букви од производот во делот за шифра на производ. Значи, поедноставно пребарување би било во шифра, например, кок, еве за Кока-кола, или, например, ако внесеме АТ, добиваме матична плоча, шопска салата и така натаму. Значи, со избор на производот, уште еден ентер и добиваме веќе запишан податок за производот. Така бираме повеќе артикли. Еве Кока-кола. Излегуваме од парагонот со 2 пати escape и доаѓаме до делот за негова наплата. Во овој дел имаме веднаш потврда во ред, затворање на парагонот или можност за 3 начини на плаќање, од кои можеме да одбереме, например, со мастер картичка 10.000 во случајов, готовина одложено плаќање и така натаму. Во делот за примени пари, ако внесеме 15.000, добиваме колку имаме остаток за враќање. Исто така, од дополнителни податоци можеме да внесеме опционо купувач, комитент, име и презиме на представникот од комитентот или број на картичка доколку се работи за наплата со поени, награда со освоени поени или за привилегирани корисници за одобрување на попуст. Исто така, од начини на плаќање имаме изработка на фактура веднаш со притискање на копчето F4, со тоа што документот фактура ни е изготвен во делот за малопродажни документи. Го затвораме парагонот, во случајов го затвораме парагонот и веднаш се отвара нов парагон, нова сметка. Значи, работата е многу брза, едноставна, со избор на повеќе режими на работа, со одјава на вработен, со автоматско прифаќање на количина 1 директно, значи со отчитување на баркодот, со најава, посебно со секоја сметка, најава на вработен и така натаму. Исто така, при формирање на цената на еден производ, имаме можност за задавање на рабат преку процент или за задавање на фиксна цена, а работот се рачуна автоматски. Имаме информација за присутна количина, брзо отварање на нова сметка, значи без делот за начин на плаќање. Исто така имаме можност за генерален попуст на сите производи, работа со серијски броеви за техничка роба и така натаму. За ресторанско работење имаме можност за заклучување, односно печатење на тест сметка, значи преодна сметка помеѓу дефинитивното плаќање и
и затворањето на масата, имаме отварање на нова маса, имаме промена на производи од една на друга маса и така натаму. За ресторанското работење имаме и посебно печатење на нарачка, зависно од за која маса се работи, и нарачката може да биде раздвоена за шанк, кујна, скара, пица и така натаму. Значи како повеќе различни нарачки. За ресторанско работење исто така имаме и копче за отворени маси, тоа е Enter. И добиваме преглед на сите отворени маси, со Enter влегуваме во некоја маса и вршиме нејзина дополна, односно креирање на нова нарачка. Исто така имаме печатење на нарачка, поглед во цела маса, префрлање од маса на маса и така натаму. Во текот на работењето имаме преглед на промет по сметки F2, каде што детално може да се следи работењето на касата на малопродажниот дел. Значи за секој парагон, за секоја сметка во долниот дел имаме кои артикли се продадени, исто така имаме моќен филтер само за одреден вработен, значи извештај за сите сметки за одреден вработен, за одредена каса доколку се работи за повеќе наплатни места, за тип на плаќање кој може да биде готовина, почек, картичка или чекови, сите или сторно парагони, односно сметки за одреден купувач, рабат само сметки со рабат или разгранет, како и сите, сортирање по датум, каса, купувач, износ и број на сметка. Исто така, сметките може да ги погледнеме за било кој период, еве за поголем период со задавање на датумски ден, датум и време од и до. Исто така имаме моќни прегледи за сметководство според типови на наплата, например, еве имаме плаќање со кредитна картичка вкупно и раздвоено мастер виза, готовина одложено и така натаму. Имаме книговодствен преглед за сметководство со раздвоени информации по даночни тарифи, содржан ДДВ, промет без ДДВ, одобрен попуст или рабат содржан ДДВ во него и според промет реализиран според фискалниот апарат во готовина, на картички, чекови, одложено плаќање. Исто така имаме отчитување на промет по вработени, детален избиран на екран или печатење на лента, извештај за освоени поени, промет по денови, значи за избраниот период исто така и други извештаи за печатење, дупло печатење на фискална сметка, печатење на фактура за одредена сметка и така натаму. Исто така промет по производи ни дава детална анализа за одреден или за сите одбрани производи во одреден период со датум и саат од до, за одреден вработен, за одредена каса, за одреден тип на плаќање, сторно или сите, како и филтер за добавувач, за купувач, бренд, одобрен рабат, начин на разгранет, детално разгранет или нормален начин на приказ со повеќе информации, рабат, само рабат или разгранет, како и петнивовска групираност и припадност на производите. Еве ќе одбереме детално разгранет, ажурирај и тука веќе добиваме прецизни податоци за која сметка се работи, датум, време, шифра на производот, цена, износ, за кој купувач се работи и така натаму. За рабат, ако одбереме разгранет преглед, тогаш добиваме и уште повеќе информации и за процент одобрен на рабат, како и податоци за датум, време на сметката, вработениот и така натаму. Овие извештаи можат да се отпечатат, да се креира фактура за наплатени производи за одреден период, кој на крај на периодот се изготвува една збирна фактура, повеќе начини на сортирање и отчитување на износот за промет. Исто така, од други прегледи на располагање ни стојат промет по купувачи за одреден бренд, промет по брендови за купувач, например за одреден купувач, ажурирај, добиваме по кои брендови има и колку остварено промет и исто така имаме моќна анализа на прометот, каде што извештаите се за одреден период од до со датум и саат, за одреден вработен каса, тип на плаќање, парагони или сите, за одреден производ исто така, добавувач, купувач и одреден бренд. Анализата се состои, може да биде по денови, значи еве ќе одбереме поголем период, например од 1 јануари,
анализа по денови, кои денови имало промет, исто така графички тоа може да биде прикажано и отпечатано, анализа по време збирно, значи целиот период го делиме на сегменти од пример од 4 часа или од 1 час и добиваме за целиот период по временски сегменти колкав бил прометот, како и графички приказ. И исто така по време детално, например во рок од 2 часа, целиот период доколку го поделиме, тогаш добиваме можност за графички приказ, навигација низ графиконот и негово печатење. Значи детална и моќна анализа што се случува во нашата малопродажба, во нашето работење, кои временски сегменти, периоди и часови треба да се појачаат и едноставно можност за прилично сигурна прогноза, анализа и прогноза на работењето во иднина. Затворањето на прометот се врши многу едноставно со опцијата затворање на промет и во случај на ресторанско работење, значи раздолжување по претходно зададени нормативи кои се задаваат во шифрарникот на производи и раздолжување на соодветни количини на репроматеријали. Делот за нормативи се наоѓа во шифрарник, значи на производи, пример плескавица, имаме копче за нормативи, со F10 влегуваме во соодветна дефиниција на потребни репроматеријали, значи во случај 100 грама месо, например 0,1 кг и кромит 10 грама 0,01 кг.